Просто човек да се разнежи колку власта се грижи за луѓето. Се грижи за нивниот спокој, за нивна добробит. Власта се грижи луѓето да не мораат да размислуваат. Зошто луѓето би одлучувале или би размислувале или преку своите институции, парламент, разни форуми, што беше парламент? Разни форуми, совети на безбедност, не знам што, за тоа што треба да се направи во државата и каде треба да оди државата. Нема зошто да се оди во такви долги, демократски, крајно неефикасни модели на размислување, действување и носење одлуки. Едноставно, дали Македонија ќе поддржи, спонзорира, спротистави, да ќе биде воздржана и така натаму во Обединетите нации околу било какви резолуции, за тоа се разбира дека треба да одлучува еден тесен круг на луѓе кои се најмоćни, а штом се најмоćни мора да се и најмудри, и така да се води државата ефикасно. Државата не може да биде демократска, бидејќи ако биде демократска, тогаш ќе треба да биде крајно неефикасна. А неефикасноста води кон неспокој, кон нарушување на здравјето. Демократијата ги тера луѓето да размислуваат, а штом размислуваат, дебатираат. Штом дебатираат, тие се во стресна состојба. Заради тоа треба да се одлучуваат важните, стратешките, државните прашања на тоа ниво. Или може би најдобро, и веројатно така и е, не е наша работа, се разбира, меѓутоа еве една предпоставка за главните прашања во државата и за главните прашања на државата во однос на меѓународната положба на државата. Едноставно се одлучува не во тесен круг на луѓе, во тесен круг во мозокот на еден човек. Тој е најмоќен, а со тоа и најмудар. И тој одлучува. Ефикасно.